вечер во Топ тема. Зошто во Македонија не профункционира мртво проверителската служба? Прашање кое се отвори по сериските убиства во Куманово. Има ли нови детали од анализите за смртта на жртвите од Кочанската трагедија? Како да се открие опасноста од наследни срцеви заболувања или ненајдена срцева смрт кај младите? Кои пропусти може да се направат на суд доколку вештакот е непрофесионален и што носи новиот закон за судски вештачење? За ова и за други теми, интервју во Топ тема со директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, со мене е директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков. Благодарам што вечерва сте во оваа емисија за интервју, затоа што неколку теми во последно време се отворија во која што секако институтот има што да проверува и бараме одговори често пати од вас. Она што, иако темиве може да изгледаат некако, можеби, чудно и не толку актуелно во минатото, сега се наметнаа неколку прашања, меѓутоа морам да почнам со она што беше најнова вест во изминатите денови, а тоа беше веста дека е откриено тело, неидентификувано на женска особа во атарот на селото Зрновци, за кое што има многу спекулации дека телото е во распагање и во каква состојба. Институтот врши обдукција, пошто обично се даваат нормално на јавниот обвинител вашите анализи, меѓутоа за да нема дилеми и многу спекулации, дали барем можете да не кажете дали се работело за насилна смрт или во која фаза било телото во распагање и што покажала обдукцијата еве за овој случај. Вака, мене ми е добро вечер за вас и за вашите гледачи. Ова е актуелен случај за кој што се води се уште истрага. Мене ми е многу мило што поставувате прашање за актуелни случаи. Ние некако последниве години сме во фокус на јавноста. Јас разбирам дека новинарите мора да имаат информација, мора да споделат информација со јавноста, мора да добијат информација од релевантна институција, односно релевантни информации, меѓутоа мило ми е што ми го поставивте ова прашање за да можам малце повеќе да елаборирам зашто нашата работа е, ајде да кажам, мистериозна или тајна. Овој случај, како и сите други случаи, ние ги гледаме поединечно и сите се интересни за нас и за работа, а се интересни и за јавност. Меѓутоа, кога ние стануваме дел од тимот на обвинителството, мора да запазиме одредени законски постапки кои што ги пропишува законот за кривична постапка. Односно, се што се работи во време на истрага е тајност, сите информации се доверливи и сите информации му припаѓаат на обвинителството. Јас можеби сум ви досаден. Да, затоа што вака едно исто ќе ви одговорам дека предметот е во истрага, обдукцијата е направена, не е направена, се што треба испратено до обвинителството, меѓутоа верувајте, нашата работа мора да биде таква каква што е, затоа што со било каква изјава ние може да пореметиме дел од истрагата. Можеме да бидеме предмет на кривично гонење понатаму. И ние мора да ја заштитиме постапката, затоа што ние не секогаш ги знаеме сите детали обвинителот што ги има. Ние како институт давајќи изјава во врска со одреден случај, можеби ќе ги заштитиме нашите податоци, што добиени од обдукцијата, меѓутоа може да нарушиме некој друг доказ или некој друг податок кој што го има обвинителот и кој што може да изремети целата истрага, па и да падне целото обвинение. Она што можам да ви кажам дека обдукциите кога се работи за тела во распаѓање се доста тешки, доста мачни. Вие немате многу материјал врз основа на што би довеле до одреден заклучок. Кај тие тела треба да се одреди причината за смрт, доколку имате докази, треба да се даде идентификација и да се даде одговор дали таа причина за смрт е насилна или е природна, ако може да се одреди, и дали
колку време се наоѓало телото на тоа место. На сите овие прашања новинарите бараат одговор со оглед на тоа што имаше шпекулации дека делови од телото не достигаат. Институтот за судска медицина не само што врши обдукцијето, има право и да оди на терен, да ги види сите податоци што биле и од терен, тоа е исто така работа на институтот, меѓутоа поради ваквите шпекулации веднаш се направи една мистерија околу целиот тој случај, оправдано или неоправдано, и затоа е љубопитноста поголема. Се уште нема изјава од обвинителството или пишано соопштение во однос на овој случај, меѓутоа факт е дека е телото во распаѓање и основната причина и нашиот интерес е кога има вакво тело во распаѓање дали се прават и дополнителни анализи токсиколошки за да се одреди и причината за смртта, меѓутоа и зошто би недостигале телови од телото, може ги од животни и од други причини може да бидат размислени. Вака обвинителството има многу добра работа направена со тоа што има формирано одделение за односи со јавност. Тие правно проценуваат што може да се даде во јавноста во врска со одреден случај, а што не може. И ние мора да го почитуваме тоа, затоа што јас нити на институтов ние не се занимаваме со право, се занимаваме со медицина. Доколку нашето место, лично моje гледање, јас знам дека се развиваат различни приказни и различни спекулации, меѓутоа нашето место, тоа е моje лично гледање, не е на во медиумите. Нашето место е во судниците, во лабораториите, во обдукционата сала, каде што ќе обезбедуваме докази заедно со полицијата, заедно со обвинителството. А кога ќе дојде време за судење, тие судења се јавни и тука веќе нашата проверка, потоа и разликата помеѓу нас и останатите лекари. Нашето знаење, нашите податоци, она што ние сме обезбедиле како материјални докази, се проценува јавно, во јавност. Судењата се сите јавни и тогаш може вие се да слушнете и се да добиете како информација. Затоа велам, секогаш и јас ги пренасочувам новинарите кон обвинителството, бидејќи со сите податоци располага обвинителството. Овој случај ние сме обдуцирале безброј тела кои што биле во распаѓање, особено во летен период. Затоа ви велам, секој случај е посебен и се тие едни од најтешките обдукции. Секогаш се зема материјал, значи се внимава да не се испушти нешто, затоа има обдукции кои што траат 3 часа, меѓутоа има обдукции кои што траат 3 до 4 дена. Оваа обдукција е завршена? Обдукцијата е завршена и сите потребни информации првични се известени истражните органи. Интересот за работата на судска медицина особено покажа внимание кога се појавија сериските убиства во Кумановско и кога се откри дека не има само една жртва, туку направена е ескумација на втора жртва и така веќе почна се отвори прашањето за мртво-проверителната служба во Македонија. Бидејќи овој случај покажа дека нешто не функционира во системот. Кој, како и зошто проверувал, какви извештаи давал и зошто не се поврзани овие случаи. Во Македонија постои закон кој што, односно во Законот за здравствена заштита постојат членови кои го регулираат. Меѓутоа еве за да биде појасно на јавноста, во случајот во Кумановско, каде што досега колку има 3 потврдени случаи Ние по наредба на основното јавно обвинителство од Куманово имаме сработено 3 случаи. Овие случаи дали барем за јавноста покажа дека истражителите, ниту полицијата, ниту можеби лекарите или лекарот кој проверувал начин на смрт, ако проверувал, не ги поврзале воопшто. Што значи прво мртво проверителската служба и кој треба да ја изврши? Секако лекар, меѓутоа во законот стои дека тој треба да има обука, лиценца и слично. Прашањето е зошто еве ова не функционирало, можеби. Конкретно нема да зборувам за тој случај, може да ви кажам о мртво проверителство, што значи како служба. Таа служба треба да ја има секоја држава и во сите дни како порано дел од Југославија постоеше таа служба од редовите на лекарите кои што работат во битната медицинска помош,
во здравствените установи. Меѓутоа не секој лекар сака да го работи тоа и не секој лекар сака да континуирано да оди заедно со полицијата, со обвинителството, во тоа време со истражните суди, да прегледува починати лица. Мртвопроверителната служба постои одамна. Формирана е во англосаксонските земји како коронер систем се нарекува, уште во 1194 година, па помеѓу останатите обврски, коронерот имал обврска да врши преглед на лица починати пред да бидат погребани. Мртвопроверителната служба понатаму, значи негде во 18-тиот, 19-тиот век, таа е одземени му се на тој коронер сите обврски, му е останата само да врши преглед на лица кои што се починати пред да бидат погребани. Кај нас се донесе во склоп на Законот за здравствена заштита, се вметнаа неколку членови каде што се предвидува формирање на мртвопроверителна служба и понатаму со правилник се доуреди таа материја од страна на Министерството за здравство. Тоа се направи, мислам, 2018 година и се одржаа две обуки првично 2018-2019 година и уште една обука се одржа 2022 година. Меѓутоа дојде онаа несреќна пандемија со корона. Мислам и дека се заборави на формирањето на таа служба. Законот многу е прецизен, многу убаво предвидува. Да века преглед на умрените лица вршат овластени лица и нивни заменици кои ги именува министерот за здравство на предлог на здравствена установа. Меѓутоа беше прашањето кој се може да врши и каде, особено се работи за лица кои што се и во рурални средини и во градски средини, и дали лекарите имаат обврска да отидат и да го констатираат тоа. Ова прашање на вистина се наметнува затоа што овој случај во Куманово покажа дека никој како да не видел дека на ист начин се починети жртвите. Зашто сега веќе имаме и осомничени лица? Пак сега ќе ви кажам, нема да го коментирам тоа, не знам ни до каде и кој бил таму и дали имало мртвопроверител или немало, меѓутоа вака обвинителот и полицијата не се задолжени да знаат медицина и да знаат повреди. Тоа треба да им го каже едуциран човек кој што јас можам да ви кажам неколку примери за завршени случаи каде што заради лоша работа на мртвопроверителот е насочена истрагата во погрешен правец. Имаше еден случај каде што мртвопроверителот, ние тогаш и реагиравме, ги имаше помешано трулежните промени со повреди, веднаш излезе во јавноста, затоа велам треба многу добро да се внимава што се кажува во јавноста, какви информации се даваат во јавноста, затоа што еден погрешен збор може да направи голема белја. Мртвопроверителот со негова грешка излезе во јавноста дека се работи за убиство. После извршената обдукција не стануваше збор за никакво убиство. Можете да замислите која штета ќе се направи во јавноста кога некој кој што не е доволно обучен, кој што не ги разбира работите, меѓутоа тој е одреден, тој се согласил да прегледа. Меѓутоа мора да е лицето лекар. Лицето мора да е лекар, иако во недостаток на лекари во некои земји се употребуваат луѓе кои што имаат некаков допир со медицината, каде што меѓутоа кај нас овие лекари кои што завршија едукација треба да се изврши проверка на знаењето, тоа не се направи. Не се изврши проверка на знаењето и не им се дадоа лиценци. Практично, иако во законот пишува дека тие треба да бидат лиценцирани, се уште не се лиценцирани. Не се лиценцирани, никој нема лиценциран мртвопроверител, вообичаено се користат, ќе ви кажам, лекари од итната медицинска помош, лекари кои што доаѓаат вообичаено во градовите, во поголемите градови, според моите информации, например во земјиве од Балканот кои што се од Европска унија, во Љубљана мртвопроверителна служба ја покрива Институтот за судска медицина. Во Загреб исто така. Во Босна и Херцеговина поради мал дел немаат многу луѓе, институтот не го вршат тоа, го вршат едуцирани мртвопроверители. Сите земји околу нас ја имаат оваа служба и кај нас. Значи се ангажираат лекари. По закон е формирано. Се ангажираат лекари, меѓутоа
тие лекари што ќе одат мора да бидат едуцирани, мора да направат, да знаат да направат разлика. Затоа што грешките се огромни. Некогаш може да направат грешка и некој убиство да не биде воопште ни дознаено, нити истражено. Затоа велам, се зависи од лекарите. Сега, например, вообичаено кога ќе се пронајде починато лице, се вика брза помош, тие констатираат смрт. Ако има нешто сомнително, ќе ги прашаат полицајците има ли нешто сомнително, гледате, ако има нешто сомнително, тие реагираат. Според законот, мртво проверителот мора да го прегледа телото не подоцна од 12 часа од смрт. Телото мора да биде соблечено. Телото мора да биде прегледано на дневна светлина, на убава светлина. А брзањето, поготово кога увидите се прават ноќно време, прегледи со употреба на обично светло, на рачна лампа и така натаму, може да доведат до несогледиви последици. Затоа треба многу озбилно да се пристапи кон оваа материја. Тоа ќе му помогне и на обвинителството во изведување на триажа, бидејќи мртво проверителот ќе го прегледа телото, ќе прегледа целата медицинска документација и ќе утврди дали има нешто сомнително или не. Ако нема ништо сомнително, издава документ. Не велам дека не треба да има обдукција, мора да има обдукција. Меѓутоа, ако нема ништо сомнително, нема да биде оптеретен ни буџетот на обвинителството. Зошто вас ве прашувам? Затоа што по убуката што е пропишана и лиценците кои се уште не се доделени, убуката и следењето на работата на овластените лица и нивни заменици го врши високообразовна установа од областа на судската медицина и патологијата. Значи и институтот и патологија, и епидемиологија. Значи тие треба и да се проверуваат како работат. Кај нас очигледно до оваа фаза апсолутно нема ништо, не е стасано. Па нема, не е до таа фаза стасано. Ние имавме, значи ние одржавме кај нас дури и многу построга обуката. Во Босна и Херцеговина еден ден само обуката. Кај нас е многу построга, мора да присуствуваат на обдукции. Имаат одреден број на часови по судска медицина, имаат одреден број на часови по патологија и имаат одреден број на часови на Институтот за епидемиологија. Кај нас и на Институтот за патологија утврдуваат, се учат како да препознаат повреди, како да препознаат промени на трулежни промени на тело, како да препознаат болести кои што се манифестираат а на Институтот за епидемиологија како да пополнат липс или лекарски извештај за причина за смрт. Кај нас статистиката се базира на овие документи. Ние ако имаме погрешна причина за смрт или ако се стават глупости како кардијак арест, како кома, како инсуфициенција кардиореспираторија, тогаш кај нас статистиката ќе води дека најголем дел од луѓето умираат заради срце. Што уопште не е точно. Вие врз основа на таа документација, врз основа на тој морталитет, една држава понатаму планира здравствени политики во иднина, каде што може да изврши во одредени подрачја за одредени болести и превенција. И така како е значи битно да се едуцирани и да напишат вистински документ. Многу е битно. Она што исто така се вели, а што јас ќе се изборувам повторно и за случајот од Кумановско, века смртниот случај или случајот на мртвородене доколку има, треба да го пријават членови на семејството на починатиот, а ако нема или не знаат на случајот, секое друго лице кое е дознало или го пронашло. И во овој случај, повторно ќе го компарирам со случајот во Куманово, иако е пријавена смртта, да не беа роднините на едно од починатата, можеби никогаш немаше да се отвори истрага, иако не се направеше ескумација. Од тука повторно се наметнува прашањето дека кому пријавуваат, ова емисија и токму за тоа, луѓето и не знаат кому да пријават. Ако е во некоја рурална средина како што беше ова, ќе се јават на семејството можеби нема да пријави на брза помош. Не ни знаат дека постои ваква служба каде што тоа се пријавува или дека треба да го пријават можеби во најблиската болница во Куманово. Не, првенствено се пријавува кога ќе се пронајде починато лице, се пријавува во полиција. И се пријавува доколку починало дома во итна медицинска помош. Тие доаѓаат, констатираат смрт, ако има нешто сомнително, пријавуваат во полиција. Меѓутоа, вака пронајдени лица... Не, биле возрастни жени кои ги пронашлаа роднините. Се пријавува во полиција. Полицијата доаѓа, известува обвинителство, известува брза помош, кој што доаѓа да го прегледа телото, и кога е потребно, односно веќе секогаш е потребно, се повикува мртво проверител.
Тој го прегледува телото, кажува има сомнение, нема сомнение, ако има сомнение, веќе се почнува постапката со обвинителството. Кога постои сомневање или очигледно дека смртта не е од природно потекло на телото на умреното лице, се врши обдукција. Во овој случај, се додека не имаше сомнеш, немаше никаква пријава за вршење на обдукција на телата. Ескумацијата колку го отежнува тој процес исто така за поврзување на причините за смрт? Пак сега јас морам да се повторам, нема да коментирам за овој случај. Вие ме прашувате, јас пак ви одговарам, нема ни еден дел од таа постапка нема да ја коментирам, бидејќи си има обвинителство, си има полиција која што си ги врши своите обврски. Ексхумацијата како ексхумација не само за овој случај, генерално да збориме. Колку повеќе време поминува од смрт до обдукцијата, се потешко се пронаоѓаат докази. Ова го зборам и за оние случаи каде што роднините не сакаат обдукција. А после тоа ќе се посомневаат, било да било грешка, лекарска грешка, ќе се посомневаат дека некој нешто му направил на нивниот близок. Со одлагање на обдукцијата, роднините треба да сватат дека ги губат понатаму скоро сите можности за докажување на причината за смрт. Ние сме имали ексхумации. Имаше еден пример ќе ви дадам, каде што лекарот имаше напишано дека човекот починал од мозочен удар, а бил повреден во сообраќајна незгода. После неколку години ние направивме ексхумација, меѓутоа за среќа па повредите беа сочувани, особено на коскено-зглобниот систем, па врз основа на тоа дадовме друга причина за смрт, а не мозочен удар. Имате случаи каде што заради мртво проверителот, каде што имаме очигледно сообраќајна незгода, смртта е поврзана или е насилна со таа сообраќајна незгода, тој човек кажал има повреди на главата, има повреди на телото и толку. Меѓутоа, причина за смрт нема. Затоа во законот е убаво напишано и во законот за кривична постапка, каде што вика во членот кога смртта е поврзана кога имаме сомнение дека смртта е поврзана со кривично дело, мора да се направи обдукција. Па и сообраќајните незгоди се кривично дело. Да. Токму затоа еве можеби ова е потсетување дека законот е донесен, меѓутоа мора да се применува за да не ни се случуваат вакви работи. Она што исто така беше актуелно и се уште актуелно по една година од смртта, катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, е прашањата што ги поставуваат се уште роднините во однос на анализите кои се направени по обдукцијата на телата на починатите жртви, нивните деца. Во обдукциониот наод се вели дека главна причина за смртта е јаглеромоноксид. Меѓутоа, тие се уште прашуваат дали има и други отрови, цијанидни отрови или нешто друго што можеби ја предизвикало нивната смрт. Институтот за судска медицина најави дека сите анализи ќе бидат дадени во обвинителството и сигурно сум дека веќе се дадени, меѓутоа до денеска не се откри ништо во врска со ова прашање. Овој случај е во тек судска постапка. Јас во врска со овој случај можам да кажам дека сум првенствено горд на сите вработени на институтот, кои што работеат деноноќно. Исклучително брзо ги завршивме обдукциите, исклучително брзо ја завршивме идентификацијата и исклучително брзо се завршени, ако погледнеме во светски рамки, и бројот на колку имаше настрадани, исклучително брзо ги завршивме сите анализи. Се што му е потребно, се што побара од нас обвинителството, ние го завршивме и е доставено обвинителството. Понатаму има судска постапка, можеме и да објаснуваме и да дообјаснуваме, меѓутоа се што му е потребно на обвинителството е доставено. Некои ваши колеги лекари, токсиколози го наметнаа прашањето за цијанидни гасови заради материјалите кои што биле во дискотеката, сунгер, пластика и слично, типот на изгореници. Неодамна и директорката на пластична хирургија спомена
дека одредени такви супстанци биле на кожата на повредените или на жртвите, и од тука е прашањето во однос на токсиколошките анализи. Како се вршат тие токсиколошки анализи, дали има соодветна апаратура за да тоа го изврши судска медицина и дали го направи? Па тие анализи требало тогаш да се направат, ако збориме сега за преживеаните. За преживеаните имаше од лекари од токсикологија дека токсиколошки анализи ќе им се прават на сите пациенти пред испишување. Тоа го најави дури тогашниот министер за здравство. Меѓутоа до денеска ние немаме извештај за тие токсиколошки анализи на повредените. Ние немаме правено анализи за преживеаните, ние се фокусиравме на починатите. Добро. Што е и нормално, затоа што стварно станува збор за огромен број на анализи. Што кажале, како кажале моите колеги, не знам, не можам да коментирам во нивно име. Меѓутоа, генерално, кога имаме вакви пожари, секогаш има повеќе фактори кои што влијаат врз оштетување на здравјето и допринесуваат до создавање на повреди. Имате фактор јаглерод моноксид како доминантен во секој пожар. Останати гасови кои што се токсични, меѓу кои цијан водородот, понатаму јаглерод диоксид, фактор немање на кислород, фактор на висока топлина, кој што со вдишување на топлиот воздух ги оштетува, значително ги оштетува дишните патишта. Еве, како пример, оно што го кажуваат преживеаните. Денеска бев добар, а утре завршил интубиран. Сето тоа се случува заради оштетување на дишните патишта. Не мора да има никакви отровни гасови. Со самите изгореници кои што се наоѓаат на слузницата на дишните патишта може многу брзо да доведат до смрт. Затоа кажувам, има многу фактори и се зависи од тоа каков наод ќе имате. Кај преживеаните каков клинички наод, кај починатите каков обдукцијски наод. Меѓутоа основната извештај беше дека се починати од јаглероден моноксид, иако повторно ќе кажам, во дискотеката имала супстанци како пластика, сунгер и слични материјали кои што можеле да ни објасните што се може да предизвика такви цианидни гасови кои што во основа не значи дека се прва причина и основна причина за смртта, туку се само нешто што дополнително е вдишано. Вообичаено пластиката, полиуретанската пена кога гори создава цианидни гасови, водороден цианид. Вообичаено е тоа. А таа полиуретанска пена се става заради звучна изолација. И тие најчесто создаваат цианидни. Меѓутоа, знаете што, во тек на пожар, во затворени простори, може да се создадат преку 200 опасни супстанции. И не можете да ги утврдите сите. Невозможно е. Пак ќе кажам, ние не можеме моментално, знам дека се поставуваат многу прашања, меѓутоа прво не смееме и не можеме да одговараме на ниедно прашање. И од родителите има прашања, и од новинарите. Сите прашања ќе бидат одговорени на за време на судската постапка. Она што еве велите со се ќе биде одговорено за време на судската постапка. Од тука ни е и наредното прашање во однос на законот за вештачење, кој што треба да претрпи измени и кој е во некоја фаза на донесување. Како јавност нема многу податоци во која фаза е тој закон, меѓутоа без добро судско вештачење нема, еве како што и претходно наведувавте примери, може да добиеме и погрешна пресуда или погрешна слика за настанот. Што предвидуваат измените на законот за вештачење и во која фаза? Законот за вештачење, новиот закон за вештачење е веќе во владина процедура. Тој е поминат на ЕНЕР, поминати се сите оние претходни постапки пред да дојде во владина процедура. Она што е многу битно за вештите лица е тоа што конечно комората за вешти лица се рестартира, веќе работи повеќе од една година, работи многу успешно, формирани се сите органи во комората, формирана е дисциплинската комисија, која што ќе може да работи по пријави за неквалитетно вештачење
И мислам дека ќе се стави ред во тој дел од судските постапки. Значи предпазливо да се внимава што и како се пишува во вештачење. Вештачењата не знаете какви глупости имаме сретното. Тоа е за срамот. Меѓутоа и тие добиваат одредена лиценца за работа, не може секој да биде вештак во одредено судење за разни области. Дека секој мора да биде вештак. Се расчисти списокот, имаше голем број вешти лица, се направи собрание каде што сите области имаат своји представници и да може да функционира. Така јас мислам дека ќе се најде ред. Законот сега попрецизно предвидува кој може да добие лиценца, кога може да добие лиценца, какво е полагањето на испитот за лиценца, и мислам дека ги избриша сите оние недоречености и контрадикторности кои што ги имаше претходниот закон. Јас учествував и во групата кога се правеше претходниот закон и во оваа група. Ние го направивме првично тој закон фантастично, меѓутоа одеднаш излезе верзија од Министерството за правда во тоа време, која што немаше врска со она што го пишував. Како сега да биде инкорпорирано тоа што тие го пишувате? Сега направивме многу добра верзија, многу законот е конкретен, концизен, се знае точно кој што и како може да вештачи, како се добива лиценца, како се полага, какво е коморското здружување. Дури законот сега ќе предвидува и пренесување на дел од обврските на Министерството за правда на Комората за вешти лица, како што се пренесува обврските на Министерството за здравство на Лекарската комора со издавање лиценци. Лиценците ќе се издаваат понатаму во Комората за вешти лица. Тоа мене многу ме радува што Комората конечно функционира и што функционира правилно. Она што во судските процеси значи некојаш одолговлекување се токму вештачењата. Значи постои вештачење кое го изготвува судот, стручен наод, па има супер вештачење, па тоа има вештак трговец поединец кој што може да направи за странките еден, за другата странка друг, и тоа може да оди во недоглед. Како да се скуси времето на судење, затоа што многу од судските процеси заглавуваат токму на вештачењето? Времето може да се скуси на два начина. Ние имаме безброј случаи каде што намерно вештакот кој што е од спротивната страна, например нас не ангажира обвинителството, правиме вештачење, вештакот што е од спротивната страна намерно пишува без никакви докази спротивставено вештачење. Кога има две спротивставени вештачења, судот може, но и не мора да предложи, односно да издаде наредба за супервештачење. Меѓутоа, судот може да поклони верба на едно од тие две вештачења. Меѓутоа, во најголем број случаи се дава наредба за супервештачење, тука веќе се ангажираат 3 вешти лица, институција, високообразовна институција или приватни институции кои што се занимаваат со вештачење, и тоа вештачење таму има некои рокови 30 дена, 15 дена, меѓутоа верувајте кога се работи за комплицирани вештачења, особено вештачење од областа на загрозување на животот и здравјето на луѓето, односно несовесно лекување и така натаму, тоа се вештачења кои што се доста комплицирани и е потребно повеќе време. Тогаш вештото лице го известува судот за причините кои што му е потребно повеќе време за да се направи тоа вештачење. Меѓутоа, скусувањето на судските постапки не секогаш одолговлекувањето на судските постапки не секогаш зависи од вештите лица. Ова ве прашувам затоа што според јас пред мене го имам стариот закон, ги немам измените и на новиот закон. Супер вештачење е едно, меѓутоа друштво за вештачење постои трговец поединец вештак. За да се стигне до лиценцирање на сето ова, веројатно треба неколку чекори кои верувам дека со новиот закон можеби се и позаострени и по објаснети во однос на ова, кој може да се регистрира како друштво или како трговец поединец. Мислам дека треба да имаат, не ми текнува на памет. Стручен испит секако лиценца дека треба да имаат. Стручен испит се полага, стручниот испит сега веќе сите ќе полагат, не може да добијат без лиценца. Јас инсистирав
да ние како специјалисти по судска медицина, бидејќи нашата основна дејност е вештачење. Како што на хирургот му е основна дејност да врши оперативни зафати, нашата основна дејност не е вештачење. Па и обдукцијата е еден вид вештачење. Ние не се занимаваме само со починати лица. Поголем дел од работата е кај нас со живи лица во областа на клиничката судска медицина. Јас инсистирав тогаш, не знам, можеби е сменет тој член, меѓутоа сега ќе мора сите да полагаат, меѓутоа се полага само оној правниот дел. Да вие знаете што е закон за вештачење, што е закон за кривична постапка, што е како се пишува едно вештачење, кои елементи треба да ги има едно вештачење, како се дава мислење и како се презентира едно вештачење. Така што тука испитот нема да биде нешто многу тежко. Да, меѓутоа тие има, значи вештачење може да биде освен што треба да биде законито, стручно, честно, непристрасно, професионално, има разни области кои што може да бидат и од медицината, и од сметководството, и од финансиите, од електротехника, од инженерство, заштита на културно наследство и се веројатно дека вештакот треба да има стручно познавање за да воопшто се пријави во оваа област, освен овие работи што треба да ги добие за лиценца. Кога ќе завршите факултет, добивате диплома и тоа ви е доказ дека вие сте оспособени за таа дејност. Не можам ја да завршам медицински факултет да не знам да држам шпатула или стетоскоп и да сум дрво. Тоа значи дека ништо не сум учел. Затоа има проверки на знаење. Затоа ние кои ќе добиеме како лекари лиценца, прво полагаме државен испит. Самата диплома што ја имате, ова зборам технички, е гарант дека вие имате одредени знаења. Да, технички. Самиот документ дека сте завршиле специјалистички испит е гарант дека вие имате познавање од таа област. Сега, ако ги добиле така дипломите, вие не можете да земете и да ги испрашувате луѓето сега колку они знаат хирургија, колку знаат судска медицина, колку знаат интерна медицина. Тоа веќе е завршено, тој процес е завршен, институциите кои го провериле тоа изделе документ. Диплома за завршен факултет, диплома за завршен специјалистички испит. Значи не го испрашуваат кога му ја даваат лиценцата колку ја познава областа за која што е добил дипломата. Што можеби и треба да биде со оглед на многуте факултети и универзитети. Па сега знаете што одговорноста ја носи факултетот кој што ја дал дипломата, одговорноста ја носи и самиот човек кој што се запишал на тој факултет. Со оглед на стручноста, едно прашање кое што исто така неодамна се отвори и прашање кое што наметна една дискусија во јавноста, која што и во ова студио беше објаснување, е прашањето на тоа дали од Македонија во наводници се извезувале мозоци за да се прават анализи во други земји, поточно беше Њујоршкиот Колумбија универзитет спомнат и тука вашиот претходник, директорот на институтот тогаше на судска медицина, објаснуваше зошто и како се вршени тие истражувања, подкрепувајќи велејќи дека за се има соодветна документација. Ова прашање отвори дилема дали и во иднина ќе се занимава оваа држава со научна дејност од таков тип или дека вие како институт сте пак изложени секогаш на тоа дека колку се употребуваат човечки органи за истражувачка дејност да бидете обвинувани дали било со согласност на роднини, не било со согласност, се знаело, не се знаело, кои документи се потпишувани и слично. Мене ми е многу жал што еден убав проект, проект кој што е со една од врвните институции во светот, се доведе под прашање на некоја законитост или остави една дамка и ја вознемири јавноста кај нас. Тоа е проект кој што е работен со Колумбија универзитет. Секаде постојат такви научно-истражувачки проекти, затоа постојат и етичките комитети. Од тука беше прашањето за етиката. Кои што даваат дозвола да се врши тој проект или не може да се врши тој проект. Критериумите на Колумбија универзитет и нивниот етички комитет се 10 пати по-тешки за исполнување и тие сигурно нема да прифатат соработка ако ние работиме спротивно на нивните критериуми.
Меѓутоа, до тука ќе застанам со коментирање, ние секогаш, знаете како, има една изрека која што стои над сите обдукциони сали во оние стари институти за судска медицина, вели на мртвите се учиме. Ниедна наука, особено медицината, како наука, како природна наука, не се развила само со гледање. Кога започнале обдукциите, медицината експлозивно се развива заради познавање на анатомија на човек. Проекти научни мора да има. Јас ќе инсистирам и понатаму да соработуваме со тој универзитет, да имаме научни проекти и многу ми е мило што обвинителството покрена постапка, подопрен глас. Се што ќе побара од нас обвинителството ќе му биде доставено. Ние сме 24 сата на располагање. Немаме што да криеме. Не поврза без никаква потреба со тие писмата за Епштайн. Од таму излезе целата информација дека некој информирал и таму постоеше информација дека во Македонија како и да е, обвинителството си води постапка. Многу ми е мило што се отвори таа постапка, ќе се достават сите документи без никаков проблем и на крајот на криштата обвинителството си го има последниот збор. Јас само го спомнавте етичкиот комитет. Етичкиот комитет се основа по правило во факултетот, медицинскиот факултет или е комисија која се создава од повеќе стручни лица. И второто прашање кое што пак ќе кажем се наметна беше дали роднините на лиците на кои што е вршено некакво истражување знаеле за тоа. Тука добивме одговор дека сето тоа е секако дека знаеле и дека многу наши научници, односно професори денешни или доктори учествувале во тие истражувања. Кажавте дека вашата наука, судската медицина е наука која што се учи на мртвите и ги открива болестите и лековите врз основа на тоа. Певе, кои се придобивките од тој, можеби, не само од тој случај, или од другите вакви соработки со универзитети? Што како повратно се добива како резултат од тие истражувања? Бидејќи во Македонија факт е дека не се зборувало многу на оваа тема. Јас мислам дека се има зборувано и понатаму, и доста на оваа тема, и порано. Нека заврши обвинителството, после тоа ќе излеземе јавно и ќе кажеме кои све придобивки ги има Македонија, затоа што нас устата ни е полна со Шангај, ама тука на локално ниво нема шангајска листа. И мора да се работуваат. Јас дури, искрено да ви кажам, во разговори сум, ова може и како новина за вас, за изготвување на закон за донирање на човечки тела и органи за научно-истражувачка и едукативна цел. Затоа што да знаете вие на што ние учевме анатомија, на какви тела, ќе се зачудите. Анатомија не се учи на пластика, на пластични модели и на распаднати тела. Анатомија се учи на свежо човечко тело. Ако сакаме да имаме добри лекари, прво тие ќе треба да научат анатомија. Па ќе научат физиологија, па патофизиологија, па патологија. Па се друго. Ние мора да го имаме тоа. Знаете какви институти има во Виена, во Грац, со сочувани човечки тела, на кои што студентите континуирано учат, на кои што хирурзите континуирано вежбаат нови техники. Тоа не се случува кај нас, а мора да се случува. И уште нешто да кажам. Органи кај починат човек не се земаат за трансплантација. Многу луѓе се плашат од тоа. Да, тоа ми беше и следното прашање, затоа што недоумица е дали органите се користеле за продажба. Органи за трансплантација, јавно кажувам, не се земаат за трансплантација од починат човек. Се земаат од човек кој што е правно починат, кој што има мозочна смрт, меѓутоа со употреба на механичка вентилација, циркулација и така натаму, односно со употреба на машини, тој човек се одржува жив. Затоа и таа дефиниција за смрт. Иреверзибилен прекин на работата на централниот нервен систем и спонтана работа на срцето и белите дробови.
тој човек тогаш се прогласува, кога е воведен терминот мозочна смрт, тогаш почнала и трансплантацијата како што треба од кадавери. Не можете ви од починат човек да земете органи за трансплантација. Особено што обдукцијата се врши, се чека 6 часа од настапување на смртта да се направи обдукција. Ова ја направи и дилемата во јавноста дали веќе после ова луѓето ќе имаат недоумица за донација на органи, не знаејќи. Штетата не знам колкава ќе биде од сето ова, меѓутоа нека се заврши обвинителството работата, ние му стоиме на располагање, документација постои за се што е работено. И на крајот на криштата ќе видиме колкава ќе биде штетата. Може би луѓето сега веќе ќе се плашат да дадат органи за трансплантација. Затоа што така почнува да се руши системот. Пауза за реклами и одиме во завршница на оваа топ тема. Со нас Александар Станков, директор на Институтот за судска медицина. Директоре, рековте во ова интервју дека вие не постоите само за да вршите обдукција на починатите, вие сте тука и за да вршите анализи и да детектирате работи кои може да им помогнат на живите луѓе, на пациентите. Една од работите што ја вршите е испитување со ДНК анализи и други видови на испитувања. Јас и во најавата кажав, за жал, честа е појавата на изненада срцева смрт, особено кај млади луѓе, што предизвикува страф и паника зошто се случило тоа, како се случило тоа. Дали може да се провери, да се направи анализа од она што го имате како искуство и досега сработено и да се превенира нешто врз основа на тие анализи што ги врши институтот и на кој начин се вршат тие анализи? Ненадејната срцева смрт е голем проблем во светот, особено кај млади луѓе. Сведоци сме на фудбалски надпревари, фудбалери кои што не знаеле дека до тогаш имаат проблем со срцето, нагло ќе колабираат, ќе паднат, па не можат се борат лекарите за нивниот живот. И тоа вообичаено се случува кај спортистите или кај млади луѓе. Сите ние имаме некој близок или подалечен роднина кој што така на 40 години, 45 години починал, тогаш никој ништо не проверувал, па ќе кажат ништо не му беше, здрав прав си отиде, меѓутоа никој здрав прав не си отидел, затоа се вика ненадејна смрт. Тоа е смрт која што се случува кај луѓе кои што за околината се здрави. Ние направивме еден исчекор, значи добивме инструмент за генетски анализи, набавивме, склучивме договори со Фондот за здравство, набавивме реагенси и сме дел од балканската групација заедно со Италија. Кога зборам балканската, тука се вклучени и Грција и Бугарија, сите републики од поранешна Југославија и Италија, да направиме една база на генетски податоци во врска со ненадејната срцева смрт. Многу од луѓето викаат немајте обдукција, не сакаме да го сечете, да го отварате, меѓутоа со една обдукција може да се пронајде нешто што никој не знае дека го носат во своите гени. Ние го направивме ова, дури разговаравме со клиниката за кардиологија, за да може сите тие случаи кои што ќе ги донесат, кои што ќе починат да ги праќаат кај нас. Да, болницата има обврска и тоа. Особено за млади лица, па врз основа на онаа генетска анализа што ќе се направи, да се повикаат роднините, да им се објасни зашто станува збор, за да можат и тие да направат генетски анализи, па ако најдеме кај некој од нив мутации, да се превенира случајот, значи да одат често на контроли, да престанат да пушат, да престанат да пијат, да не смеат да се занимаваат со маратони, со стресни, да не влегуваат во стресни ситуации, да се превенира оној дел што вика што е ненадејна срцева смрт. Оди тешко на почетоков, меѓутоа мислам дека треба да се популаризира, треба да се разговара за тоа, особено што веќе и се одржа кај нас еден конгрес, втор конгрес на оваа групација, каде што имавме одлични предавачи, беа викнати и една од најдобрите кардиопатолози во светот,
која што одржа семинар тука за обработка на срце кај починати од ненадејна срцева смрт, за земање на примероци. И мислам дека сме на добар пат да направиме една превентива. Самото пронаоѓање, да речеме, и на некоја анеуризма укажува дека некои од анеуризмите може да бидат и наследни. Па потомците од починатиот да се проверат за да знаат дали имаат или немаат, бидејќи анеуризмата е темпирана бомба. Ти не знаеш дека ја имаш. Која ќе прсне више доцна. Ова е многу добро, затоа што судската медицина има голема улога во јавното здравство со превенција на одредени состојби. Што треба да покаже таа база на податоци која би била доста голема, прво е на регионално ниво, а потоа ги собира податоците од повеќе земји. Дали треба да покаже статистика на смртност од ненадејна срцева смрт? Дали возраст треба да покаже? Дали треба генетски предиспозиции да покаже? Што ќе покаже таа анализа или таа база практично? Таа база покрај овие генерални статистички податоци, возраст, пол и така натаму, покажува каде има мутации на кои гени. Па со размена на податоци може тие луѓе да ги испитуваат другите гени, ние да испитуваме они што нашле во нивната популација мутации. И тоа е најбитното. И онда создадеме систем каде што ќе имаме рано предупредување. Во Грција има еден одличен систем. Секоја смрт под 40 години обавезно оди на обдукција, се прават генетски анализи и се повикуваат, се внесува во систем и се повикуваат роднините, односно блиските роднини, татко, мајка, брат, сестра, на разговор. За да им се укаже превентивно да направат прегледи, кои што пак се на товар на државата, не е се на товар на Да, семејство. тоа е многу битно, да бидат на товар на... Меѓутоа, очигледно за ова треба и едукација на населението, луѓето и не знаат дека ова може да се случи, дека може да се испитува или да се обдуцира, често пати не се ни согласуваат за обдукција. Кои други испитувања може да ги направи институтот, бидејќи вие вршите хромозомски анализи и разни други типови на анализи и проверка, освен на овој тип на заболувања? За сега сме сконцентрирани на ненадејната срцева смрт. Меѓутоа зависи од реагенсите што ќе ги купите, може да се фокусирате и на други наследни заболувања. Меѓутоа сега не е приоритет ова. Ако успееме да го воспоставиме системот, да го ставиме на здравино за да почне да функционира, луѓето не треба да се плашат, луѓето не сакаат воопште да ги дадат на обдукција блиските. Не ми е јасно зошто, меѓутоа Добро, некои од верски причини тоа не го прават, некои поради тоа што сметаат дека... Видете, кај нас луѓето мислат дека ние ги сечеме телата, ги отвараме, се земаат органи, не се земаат органи и така натаму. Луѓето едноставно, затоа и никој не ги прашува, и во законот за здравствена заштита, каде што постојат индикациите за обдукција, никаде не е наведено дека блиските роднини може да ја одложат обдукцијата. Затоа што се смета дека во тој момент блиските роднини се емотивно растроени, не може да донесат правилна одлука и сите што потпишуваат дека не сакаат обдукција, тој потпис не ги ослободува лекарите од понатамошна кривична одговорност, ако постапуваат спротивно на законот. Обдукции мора да има. Само така ќе осознаеме некои работи повеќе. Меѓутоа, често пати сте биле и практично не е лесна работата во институтот. Често пати семејствата се токму тука, вие имате контакт со луѓе, се наоѓаат пред вашите врати, немате полициско обезбедување кога вршите обдукции и слично и не е лесно да се објасни секому зошто настанала смртта во такви емотивни моменти. Дека... Како тоа психолошки се надминува? Значи, нас ни се случило да роднините на починатиот ни кажат вие сте единствените што седнавте да разговарате со нас. Никој во болницата не седна да разговара со нас. Ние имаме прво огромна почит кон починатиот. Седнуваме со луѓето и им објаснуваме кои се придобивките од обдукцијата за нив. А што може да изгубат ако немаат обдукција? Мислам дека на секој човек, ако седнеш, човечки му придеш, му објасниш, детално да те разбере, не да збориш со медицински термини, тоа ќе си помисли кој знае што ќе се прави, него да му објасниш на негов разбирлив јазик што ќе се прави. Тој човек
кој ќе стекне доверба, затоа што односот лекар-пациент е заснован на доверба. Кога ќе стекне доверба од тебе, се ќе ти даде. Меѓутоа не треба да се злоупотреби таа доверба. Точно, тешко е, меѓутоа тука религијата не е толку застапена, затоа што јас тоа ги прашувам. Дали една религија се бори против вистината? А ние вистината може да ја дознаеме само со обдукција. Тука беше престануваат сите муабети. Јас ви благодарам за ова интервју и се надевам дека дадовме доста податоци во однос на тоа зошто е битно да се формираат служби кои што ќе бидат стручни, кои што ќе направат наоди кои ќе бидат заснувани на точни податоци за да нема грешки подоцна во истрагите и во самите судења и зошто треба да се измени законот за вештачење, зошто треба да профункционира мртво проверителската служба во Македонија и колку да овој разговор некому му изгледал дека е морбиден, напротив треба да се зборува и за овие работи во јавноста. Јас повторно ќе кажам пред се и заради едукација и на јавноста, меѓутоа и на стручните лица кои што овие работи треба да ги вршат понатаму. Ви благодарам за интервјуто и вам благодарам на почитувани гледачи за вниманието. Продолжуваме со програмата на телевизијата. Благодарам за поканата. Многу ми е драго што бев тука, што можев да објаснам некои работи. Мислам дека голем дел од населението не знае што работи Институтот за судска медицина. Да објаснам некои работи кои што се битни населението да ги знае. Да објаснам некои работи па дури да се заштитиме ние саби себе како институт во одредени ситуации. Ми беше драго што бев гостин, меѓутоа пак ќе кажам, нашето место не е во медиумите, нашето место е во судница. Добро, кога се станува збор за објаснување на закони и измени, секако дека треба да дојдете. Благодарам уште еднаш за вниманието. Продолжуваме со програмата на Телума. Пријатна вечер.